По завршувањето на Првата светска војна, Европа беше длабоко променета. Цели империи исчезнаа, а на нивно место се појавија нови држави, полни со неизвестност. Луѓето живееја во страв, сиромаштија и чувство на неправда. Версајскиот договор донесе мир, но не и задоволство. Германија беше понижена, а Италија разочарана, бидејќи не ги доби ветените територии. По војната многу луѓе останаа без работа, без надеж. Градовите беа полни со гладни, сиромашни и разочарани семејства. Демократските влади беа слаби, поделени, без јасен пат. Народот посака ред и сила и почна да гледа кон водачи кои ветуваа стабилност дури и по цена на слободата. Италија, поранешниот новинар Бенито Мусолини станал гласот на незадоволните. Тој ветувал сила, ред и национална гордост. Мусолини го презел владеењето и воспоставил диктатура. Така, фашизмот ја замени демократијата и го претвори народот во покорен поданик на државата. Фашизмот ја славеше државата над поединецот. Слободата беше заменета со дисциплина. Се промовираше една партија, еден водач, една вистина. Пропагандата, маршевите и символите создадоа слика на сила. Но зад таа слика живееше стравот. Германија понижена и осиромашена. Се појави нов лидер, Адолф Хитлер. Тој вети гордост, работа и иднина. Но ја исполни земјата со омраза и страв. Ја претворил Германија во тоталитарна држава, под символот на свастиката. И фашизмот и нацизмот беа режими на страв и сила. Еден водач, една партија, една идеологија. Пропагандата ја замени вистината, а тишината ја замени слободата. Последиците биле катастрофални. Европа повторно горела во пламени. Милиони луѓе биле убиени, а цели градови избришани од лицето на земјата. Омразата доведе до Холокауст, најголемото злосторство во човечката историја. Историјата не учи дека диктатурата секогаш завршува со болка. Да се сетиме на минатото, за да не дозволиме да се повтори.